Дојдовте во урбаните вести. Во општина Газибаба денеска за прв пат се одржува манифестацијата Вкусија Газибаба. За каква манифестација станува збор ке погледнете подоцна во вестите. А сега следува генералната најава. 10 километри асфалтирани улици и нова водоводна и канализациона мрежа во општина Газибаба. Од 50 евра па нагоре, казна за создавање диви депонии и спалување отпад за 2 месеца, изречени 269 мандатни казни. Вкусија Газибаба, манифестација за сите генерации, денеска на плоштадот Коцка во Автокоманда. Да се врати времето од 60-тите години, кога секој втор граѓанин имал велосипед. Пријавете се за Скопје на точак. 10 километри асфалтирани улици во повеќе населени места во општина Газибаба, нова водоводна и канализациона мрежа, како и набавка на опрема за јавното комунално предпријатие Газибаба, се дел од проектите кои беа реализирани во првата година од градоначалничкиот мандат на градоначалникот Борис Георгиевски. Една година по преземањето на градоначалничката функција, градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски денеска даде отчет за сработеното. Приоритет во работењето, како што кажа Георгиевски, бил даден на подобрување на патната, водоводната и канализационата мрежа. Изградени се повеќе од 30 улици со вкупна должина од 10 километри, а повеќе населени места добија водоводна и канализациона мрежа. Градевме по план. За ова година изградивме и рехабилитиравме повеќе од 30 улици. Ова година асфалтиравме улици со вкупна должина од 10 километри. Изградивме водоводна мрежа во должина од 5800 метри. Канализацијска мрежа долга 3200 метри. Градевме и пешачки патеки и тротоари, чија должина изнесува 5300 квадратни метри. Целосно го променивме ликот на плоштадот Коцка во Автокоманда, кој прераста во мултифункционално катче за сите генерации со површина од 3200 квадратни метри. Изградивме и прва вакуум станица во Ирумрери, а следната година почнуваме и со изградба на канализацијската мрежа. Извршивме прекоп со кој обезбедивме функционалност на канализацијската мрежа во Трубарево, со што овие две населени места ќе добијат канализацијска мрежа. Во наредната 2019 година и канализацијска мрежа ќе добијат Црешево, Смилковци и Виниче. Парковите во населбите низ општината редовно се одржуваат благодарение на подобрената функционалност на јавното комунално предпријатие Газибаба 2007. Имено изменатава година предпријатието беше опремено со нова опрема, а заменета беше и старата урбана опрема во многу населени места. Јавното комунално предпријатие Газибаб 2007 година беше сосема заборавено. Доби нова механизација и опрема. Набавени се багер и 2 камиони, нови рачни и моторни косилки и тримери, а вработените конечно добија нови униформи. Обезбедивме нов, модерен и деловен простор на ова институција. Поставивме нова урбана опрема низ сите населени места, а дупло го зголемивме бројот на вработените во јавното комунално предпријатие. Исто така во 2 населени места во Газибаба изминатиот период беа отворени канцеларии за превенција во соработка со ОПСЕ и МВР. Ги реновиравме објектите на местните заедници во Сингилич и Стајковци, во кои ги отворивме и 2 канцеларии за превенција во соработка со ОПСЕ и Министерството за внатрешни работи. Во местната канцеларија во Сингилич граѓаните ќе можат да извадат изводи од матична книга, а канцелариите ќе има и социјална служба. Општина Газибаба спроведе и повеќе мерки за енергетска ефикасност, преку обезбедување на субвенции за реконструкции на кровови на 10 згради, субвенции за набавка на печки на пелети, а започната е подготовка за проектот за изведба на термофасади на зградите.
Започната е онлайн петиција за собирање потписи со која ќе се бара од град Скопје и Министерството за животна средина донесување закон на ниво на град Скопје, со кој ќе се воведат ограничувања во зимскиот период за намалување на загадувањето. Еколозите бараат итна примена на краткорочни и среднорочни мерки насочени кон овој проблем. Еколозите бараат од градот Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање да почнат со итна примена на краткорочни и среднорочни мерки насочени кон намалувањето на загадување на воздухот во градот. Според најновите извештаи објавени на конференција за аерозагадување организирана од Светската здравствена организација, жителите на градовите во Македонија дишат најзагаден воздух во цела Европа. Од надлежните институции, во име на граѓаните на Скопје, бараме нашето здравје да биде ставено највисоко на листата на приоритети кога се носат стратешки и плански документи, како и закони и подзаконски акти. Велат од Сдруженијето Екосвест, од каде информираа дека започнале онлайн петиција. Со потписите што ќе ги достават до градот Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање, бараат донесување закон на ниво на град Скопје со кој ќе се забранува употребата на јаглен за загревање на домакинствата, ограничување на движењето на возила во централното градско подрачје и нов зимски сообраќаен режим за градот, намалување на данокот на додадена вредност за топлинска енергија, со што цената на централното грејење значително би паднала и корисниците би се стимулирале да се вратат на мрежата. Се бара и стимулирање за приклучување на зградите кон централното градско подрачје преку делумно ослободување од трошоците за приклучокот, подобрување и зголемување на јавниот транспорт во градот и воведување нови ефикасни линии, одење пеш до работното место, ограничување на градежните активности и индустријата. Времено во зимскиот период строго санкционирање на палењето диви депонии и жетвени остатоци, отворање фонд за животна средина и отворање фонд за енергетска ефикасност за граѓаните. Од Екосвест наведуваат дека во последните неколку дена граѓаните се мобилизираат на социјалните мрежи и даваат предлози за решавање на аерозагадувањето, користејќи го хаштагот Скопје дише. Изминатиот период градскиот инспекторат имаше засилени контроли на целата територија на Скопје, со цел да се спречи создавањето диви депонии и намерно спалување отпад, што придонесува за зголемување на загадувањето на воздухот. Од град Скопје информираа дека за 2 месеца се изречени 269 мандатни казни, а висината на казните започнува од 50 евра па нагоре. Од аспект на создавање диви депонии и незаконско спалување смети и останати материјали кои го загадуваат воздухот, градскиот инспекторат во насока на намалување на загадувањето ги интензивираше контролите и дежурствата, со што во изминатиот период се изречени двојно поголем број казни во однос на истиот период лани. Контролите се спроведуваат со комбинирани тимови на инспектори за животна средина, комунални инспектори и комунални редари. Од град Скопје информираа дека овој период посетени се сите капацитети кои работат со беинтегрирана дозвола, а инспекцијските служби работат во 2 смени. Како што информираат од град Скопје за Прва Скопска, засилените активности и контроли на инспекторатот на град Скопје резултираа со драстично зголемување на бројот на мандатни казни, како и со превентивно делување со укажување на граѓаните како се депонира комуналниот отпад и каде треба да биде однесен и депониран отпадот како градежен шут и кабаст отпад. Во месеците септември и октомври има зголемување на изречени казни за 100% во однос на овие месеци минатата година и се изречени 269 мандатни казни. Дел од нив се пратени на извршител за наплата. Најголемиот дел се во вид на извршување општо корисна работа, како и 200 превентивни опомени за физички и правни лица. За јакната контрола има и на граделиштата во сите општини во Скопје. Во овој период извршени се контроли на повеќе од 50 локации каде што се вршат градежни активности, при што на изведувачите им се укажува да не се излегува од граделиштата на улица со камион со валкани тркала и непокриени со церади. Висината на казните зависи од видот на прекршокот, каде истите започнуваат од 50 евра, казна за несоодветно фрлање отпад и одат нагоре.
поради честата појава за палење оган на отворено. Исто како и во минатата година, повторно ќе се активира бесплатната телефонска линија 193, на која граѓаните можат деноноќно да пријавуваат огнови кои што горат на отворено и придонесуваат за загадување на воздухот. По овие повици на терен ќе реагираат тимови комбинирани патроли, кои ќе бидат составени од лица од градскиот инспекторат, полицијата и противпожарната бригада и социјален работник. Општина Аеродром ќе воведува механизам за случајот со зградата кај Мајчин дом никогаш да не се повтори. За таа цел ќе биде објавен јавен повик за членови во партиципативното тело, чие формирање беше најавено на вонредната седница на Советот. Општина Аеродром информира дека следната недела ќе објави јавен повик за членови во партиципативното тело од областа на урбанизмот, чие формирање беше најавено на вонредната седница на Советот. Со формирање на партиципативното тело, општината им овозможува на граѓаните директно да учествуваат во урбанистичкото планирање. Од општината наведуваат дека со овој механизам гарантираат дека случајот Мајчин дом никогаш повеќе нема да се повтори. Граѓаните и правните лица отсега ќе имаат можност активно да учествуваат во процесот на планирање и изготвување плански решенија за општината и ќе имаат можност да спречат обиди за узурпација на животната средина и носење штетни детални урбанистички планови од било која власт. Посочуваат дека партиципативното тело ќе биде формирано од 9 членови, односно еден од редот на членовите на Советот, двајца по предлог на облиците на местна самоуправа, двајца по предлог на Сдруженијата на граѓани, двајца од Сдруженија на стручни лица од областа на урбанизмот и двајца од областа на општинската администрација. Манифестацијата Вкусија га Зибаба, вкус за сите генерации, денеска се одржува на плоштадот Коцка во населбата Автокоманда. На површина од 3200 метри поставени се штандови на повеќе македонски компании, чие седиште се наоѓа во општина Газибаба, а свое кулинарско шоу има и повеќе македонски познати готвачи. Манифестацијата е музички збогатена со настап на диџеи и пејачи. На новоотворениот плоштад Коцка во населбата Автокоманда денеска се одржува манифестацијата Вкусија га Зибаба, вкус за сите генерации. Манифестацијата е збогатена со кулинарско шоу на познати готвачи, кои за присутните готват во живо, а со своји производи застапени се и голем број од фирмите кои функционираат на територија на општина Газибаба. Дел од присутните компании остварени од приход денеска го донираа во хуманитарни цели за лекување на 15-годишната Ива Велковска, која боледува од рак на коските. Градоначалникот на општина Газибаба ги повика граѓаните да се придружат на забавата и редовно да го посетуваат новоизградениот плоштад на површина од 3200 метри. Плоштадот Коцка кој што е комплетно реновиран на површина од 2340 метри, каде што имаме поставено смарт осветлување, пристапни рампи за лицата со попреченост, инвалидитет. Имаме навистина убава гледка, каде што за прв пат ја одржуваме манифестацијата Вкусија га Зибаба, вкус за сите генерации. Ова исто така прва манифестација која што ќе треба покрај означувањето на новиот плоштад во Автокоманда да представува и понатаму наша организираност према граѓаните во делот на зближувањето и каде што и Коцка понатаму ќе биде во ова манифестација како традиција. Денешната манифестација символично го означи и роденденот на општина Газибаба, како и едногодишното раководење со општинската администрација на градоначалникот Борис Георгиевски. Ова е исто така уште еден момент во делот на нашиот утреше роден ден, 42 годишнината од постоењето на општината Газибаба. Навистина 3 јубилеи и последниот денеска е мојот едногодишен мандат, кој што го одбележам токму заедно со граѓаните. Она што го ветив за Коцка го остварив за година дена како мултифункционален убав парк, кој што дополнително ќе добија содржина со нов паркинг простор и игралиште за деца. Безбеден за сите генерации, каде што нема да има паркирање на коли, ќе има добра забава, добро дружење и понатаму ова ќе го правиме со цел граѓаните да има убави уредени катчиња. Тенденцијата на градските власти е оваа манифестација да прерасне во традиционална и да се организира секоја година, но со нови содржини.
Општина Ѓорче Петров продолжува со активностите за санација и реконструкција на детските игралишта низ општината. Оттаму информираат дека последно обновено детско игралиште е игралиштето зад амбулантата во Дексион, каде е поставена и нова урбана опрема. Општина Ѓорче Петров информира дека на барање на граѓаните периодов интензивно се работи на реконструкција на неколку детски катчиња на повеќе локации низ општината. Оттаму посочува дека е обновено детското игралиште зад амбулантата во Дексион, а поставена е и нова урбана опрема. Од општина Ѓорче Петров информира дека продолжуваат со интервенциите на повеќе локации низ општината, со цел да се опфатат што е можно повеќе места каде е неопходно да се санираат штети, но и да се постави целосно нова опрема. Во изминатиот период обновени беа и игралиштата во населбата Даме Груев, како и во Хром, а се обновуваа и игралиштата во основните училишта. Обновено беше и игралиштето во Никиштане, детските игралишта на улиците Шитска кај старата полициска станица и на Македонска природба, како и детското игралиште во Волково, кое беше едно од најоштетените детски катчиња во општината. Во ВИП-арената Борис Трајковски вечерва се одржува долго најавуваниот концерт во чест на Тоше Проески, на кој ќе биде промовиран нов албум со досега необјавени песни од Тоше. Новата песна која го носи името на албумот го опишува тајното место кое го имал Тоше каде што го пронаоѓал мирот. Хуманитарен концерт во чест на Тоше Проески, на кој ќе биде промовиран неговиот нов албум Secret Place со нови, досега необјавени песни, се одржува вечерва во ВИП-арената Борис Трајковски. На концертот ќе настапат многу македонски и балкански звезди, меѓу кои Каролина Гочева, Тијана Дапчевиќ, Тамара Тодевска, Даниел Кајмаковски, Александра Јанева, Антонија Гиковска, Огнен Здравковски, Денис Димовски, Александар Тарабунов, Наум Петрески, Борис Новковиќ, Владо Калембер, Ања Рупел, групата Фрајле и Борис Режак. Внукот на Тоше Проески, Кристијан Ристески, на концертот ќе изведе песната We Are Blood, што се наоѓа на новиот албум. Ексклузивно за публиката на концертот ќе бидат прикажани и два спота за две нови композиции од албумот Secret Place. Новиот албум на Тоше е работен во студиото на британскиот продуцент Енди Рајт. Повеќе од 2 години фондацијата макотрпно собирајќи на некој начин дел по дел од наследството што ни го остави големиот Тоше, успеа на едно место да стави 10 музички numeri. 7 се комплетно нови необјавени, додека 3 се појавуваат како демо верзии. Информираше на вчерашната пресконференција Андри Николовски, директор на фондацијата Тоше Проески. Продуцентот Рајт посочи дека од технички аспект било тешко да се работи на албумот, бидејќи снимките од починатиот Тоше Проески се постари од 10 години, а технологијата секојдневно се модернизира. Тој се осврна на песната Secret Place, како што е именуван и новиот албум, наведувајќи дека во неа се опишува тајното место кое Проески го имал и каде го наоѓал мирот. На 11 ноември во Скопје ќе се одржи велосипедски карван кој има за цел да го популаризира возењето велосипед и да се врати времето од 60-тите години, кога секој втор граѓанин имал велосипед. Учеството е бесплатно, а пријавувањето завршува на 10 ноември. Во организација на Сојузот на спортови на Скопје и под покровителство на градот Скопје, на 11 ноември ќе се одржи велосипедски карван кој има за цел популаризација на возењето велосипеди. Скопје знае за велосипеди. Некој вела дека во 1960-тите години секој втор граѓанин имал велосипед. За да се врати тоа време, време е во недела, на 11 ноември во 11 часот, да се направи еден круг низ градот на точак, порачуваат организаторите. Учеството е бесплатно и ќе се вози со диктирана брзина од 20 км на час. За да се вози на велосипед на овој настан, секој мора да е пријавен и да го подигне своето стартно бројче. Според агендата, од 11 часот ќе се врши подолба на стартните броеви пред фонтаната Лотос. Во 12 часот стартува карванот, а завршува во 12:30. Потоа следува лотарија, а настанот завршува со велосипедски дружења. Во лотаријата има неколку награди, како велосипеди и велосипедска опрема, ракавици и заштитни шлемови. Пријавувањето е отворено и завршува во сабота на 10 ноември во 23 часот и 59 минути.
Здруженијата за заштита на животните регистрирани во Македонија в недела ќе одржат протестен марш за, како што велат, конечно ставање под контрола на состојбата со бездомните животни. Тие повторно бараат Вардариште да им се предаде во нивна надлежност. В недела на 4 ноември под мотото "Сонувам за хумано утре" ќе се одржи протестен марш на сите здруженија за заштита на животните регистрирани во Македонија, за конечно ставање под контрола на состојбата со бездомните животни. Протестниот марш ќе започне во 12 часот напладне пред Собранието на Македонија, а ќе заврши во 14 часот пред град Скопје. Од здруженијата најавуваат дека го креваат својот глас поради катастрофалната состојба во стационарот Вардариште, каде што во крајно нехумани услови животните се измачувани, изгладувани и најчесто нивниот живот завршува со бавна и болна смрт, велат од здруженијата. Тие исто така истакнуваат дека никогаш немало повеќе животни на улица и дека ништо не е направено да се воведе ред во овој сегмент. Од здруженијата најавуваат дека имаат решенија и предлог програма за која велат дека единствената хумана програма што дава резултат, поради тоа што истата се применувала во земји каде што проблемот е одамна решен. Тие бараат институциите да им ја предадат надлежноста за да покажат што знаат и што можат. До сабота ќе се задржи стабилно суво и релативно топло време со температури кои ќе бидат над просекот за овој период од годината. По одделни котлини ќе има услови за појава на слаба утринска магла. Од недела ќе се задржи стабилно време, но температурите постепено ќе опаѓаат. Во Скопје утре температурата ќе достигне 23 степени. Недела исто така 23 степени. Понеделник 20 и вторник 18 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk и не заборавајте да не следите на социјалните мрежи Facebook, Twitter и YouTube. Пријатно!